Фудбалски турнир Благој Статов во Струмица, во чест на големиот фудбалски работник и голман со потекло од Македонија, со потекло од Струмица, Кирил Изов од организацијата на турнирот. Ние гости на ова утро. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро. Благодариме на поканата. Носиме топли поздрави од фамилијата Истатови и од сите од југот на Македонија. Да, од југот, југоистокот, сака колегата Ване Трајков да каже, дописникот од Струмица, да не коригира. Поздрав и до Ване ова утро. Еве тема и за него, да видиме што се случува на фудбалска тема во Струмица, а што се случува на турнирот кој што веќе е почнат, од кога до кога се одржува, кој се учествува, какви екипи има? Па да, значи веќе 10 дена турнирот се одржува. Веќе втора година поред тој турнир се одржува во чест на една од најголемите македонски фудбалски легенди, господинот Благој Статов, кој за жал веќе не е повеќе меѓу нас. Турнирот се одржува во два периоди во годината, се одржува во јануар во спортската сала Парк во Струмица и во летниот период на отворен терен во Струмица. Каде веќе кажавме во најавата, тој веќе е започнат, неговиот тек значи, и оваа година имаме 20 екипи. Тие се поделени во 4 групи по 5 екипи и во играат секој со секој, бот систем, и потоа во вториот дел испаѓа само по една екипа, а другите 16 екипи во едно класично осмина финале разигруваат по четврт финале за да дојде до тоа големо финале. Кој е предизвикот за екипите? Што е целта на овој турнир? Па вака, нели, самото име кажува дека овој турнир е во чест на Благој Статов, општина Струмица, градоначалникот Костадин Костадинов се горди на тоа дека Благој Статов, нели, е роден во Струмица, живеел во Струмица, јако добар дел од животот после го помина и во Дојран, каде што го изгради најдобриот спортски центар во Македонија, спортскиот центар Истатов. И така да со еден богат фонд на награди, значи целокупниот, еве сега за гледачите на македонската телевизија би открил, целокупниот фонд на турнирот е 1 милион денари. Мислам една добра сума, мислам дека и можеби и најголема сума на некој турнир во Македонија, од кои што, нели, распоредени се наградите на сите 4 екипи кои што ќе дојдат до тоа полуфинале, и тоа првопласираниот добива 500.000 денари, второпласираниот добива 250.000 денари, третопласираниот добива 100.000 денари и четвртопласираниот добива 50.000 денари. Дали само финансиските средства се предизвик за оние што треба да дојдат? Па не би рекол, самото име, значи, привлекува. На турнирот има екипи од цела држава, значи, целото тоа дружење, целиот тој амбиент таму кој што се ствара, значи привлекува. Освен сениори имаме и јуниорски надпревари во рамките на турнирот. Деца родени 2011, 2012, 2013 и 2014 година. Оваа година имаме 14 екипи. Во конкуренција 2011, 2012 има 6 екипи, во конкуренција 2013, 2014 има 8 екипи, вкупно 14 екипи исто така се надпреваруваат за да дојдат до тоа големо финале и да го освојат тој турнир. Некои големи фудбалски имиња учествувале на овој турнир? Па да. Кои што се сега актуелни фудбалери или кои што во минатото? Па да, секако, значи доаѓале посебно во зимскиот период каде, нели, тој турнир се одржува во салата, значи многу големи имиња, еминентни доаѓале тука и се надпреварувале на турнирот, кој се надеваме ќе биде традиционален и кој што ќе продолжи да се усовршува, да се надградува со повеќе екипи, со уште подобри услови и така. Намените за македонскиот фудбал или има и меѓународен фактор, меѓународен момент? Екипи од странство доаѓаат? Доаѓаат екипи од Србија, зимото беа во Струмица, сега во летниот период нема екипи од надвор, меѓутоа има доста добри и квалитетни екипи, посебно во делот на футсалот, еминентни наши играчи, репрезентативци и така натаму. Што се случува во Струмица на фудбалски план? И во машкиот и во женскиот фудбал? Па да, во Струмица во моментот знаете како, значи, нели,
почнуваат подготовките за наредната сезона. Брера е тука, Беласица, женскиот фудбалски клуб Тиверија, Брера и така натаму, значи Развојот на женскиот фудбал, Струмица е еден од најспортските центри во Македонија. Како оди тоа, со оглед на тоа што вие сте инволвиран директно во фудбалот кај дамите? Така. Значи развојот на женскиот фудбал во Македонија оди во нагорна линија и се надевам дека уште повеќе ќе може да се развива и да почнеме да го пратиме тој тренд во Европа и во светот каде што женскиот фудбал е во голема експанзија. Господинот Благој Истатов, значи во 2015 година го формираше женскиот фудбалски клуб Истатов, кој што е веќе 10 години успешно се надпреварува во првата женска фудбалска лига. Веќе 3 години сме во Скопје, од одредени причини, значи прво седиштето на клубот беше во Дојран, меѓутоа се преселивме во Скопје, веќе 3 години тренираме и работиме и екзистираме тука во Скопје, во населбата Пржино, и оваа година завршивме на 5-то место на табелата, што е за нас добар успех, бидејќи имаме доста млади играчи, некако интенција ни е да промовираме млади играчи и така натаму. Добро, вие сте селектор на U19 селекцијата. Како оди на репрезентативен план кај женскиот фудбал? Така, значи од 21 мај сум назначен за селектор на U19, со оглед на тоа што пред тоа бев селектор и на сениорската женска фудбалска репрезентација. Значи се надевам и верувам дека во наредниот период имаме доста, спомнав, млади фудбалерки кои што ветуваат и со добра и квалитетна работа и нормално и со поддршка на Фудбалската федерација на Македонија, на новиот преседател господинот Масеро Мерагич. Се надевам дека ќе успееме да постигаме што подобри резултати и да се радуваме на големи успеси. Во фудбалот дуваат нови ветришта, се надеваме дека ќе донесат и нови успеси, нови резултати. Благодариме на гостувањето ова утро. Се надеваме дека се ќе биде во најдобар ред и ќе ни информирате за победникот, за победничките екипи, да ја проследиме таа информација. Секако уште една, значи ви благодариме на македонската телевизија за остапеното време, за остапените минути да можеме да кажеме за овој турнир, да можеме да кажеме општо за спортот, за женскиот фудбал. Би упатил еден апел што повеќе да се во етерот да се наоѓа женскиот фудбал во Македонија, дали преку преноси, дали преку резултати, дали преку некои други извештаи, за да може да биде што повеќе видлив на етерот на националниот сервис. Заедно ќе одиме напред. Благодариме.